Конзервната индустрија заклучно со третиот квартал од годинава стои на стабилни нозе. Сега погледите се свртени кон последиците од дождовите, кои може негативно да влијаат врз родот на феферонките. Затоа можно е да има и недостиг на оваа суровина, велат стопанствениците. Едно што не можат да берат, друго веќе знаеш, па потреба за преработвачите претпоставуват сите се во трк да работат што е можно повеќе, бидејќи времето е не гази. Ке се осети некој недостаток да на суровината. Пиперка да зборам. Феронката, тие се феронка е еден вид пиперка, люта пиперка само, значи люта ферона, која што е доста единствена како неизмената понуда е многу помална на пазарот отколку што било претходните години и како резултат на тоа цената на откуп на феронката е за 50% повисока од тоа што очекува 20 цена на феронката е преку 30 денари. Георгиев вели дека многу малку е заживеано договорното производство меѓу земјоделците и преработувачката индустрија. Според нивните пресметки, ова често оди и на штета на земјоделците, кои родот некој пат го продаваат поевтино, отколку што би добиле со договорно. Лично мислам дека многу слабо тоа функционира. Само во еден дел ние како компанија, да речеме, склучуваме договор за одредени еден вид производ гамба, значи, и тоа функционира, значи, цената ја определуваме уште во февруари месец и понудиме договори и даваме семенски материјал на кооперантите наши и тие во тоа возвраќаат со производи од гамба, значи. Во сите други сегменти сите се базираат на понуда поборувачка. Така да во една страна и земјоделците ако ја понудиме, значи цена од 20 денара во февруари не ја прифаќаат, сега се седнат и последните денови откупна цена кој што трговците зима да ние преку трговците набавуваме куртовската капија е 16 за цена прва, втора класа, што е депласирачки за ние, што е ниска цена. Не е исплатила за дивизијаците, дека ние пак е од нив добиване за некоја цена од 18-20 денара, значи, а пред тоа беше и 26 денара, 25 денара, 22 денара беше откупот. Земјоделско-прехранбениот сектор е еден од клучните сектори на македонската економија и третиот најголем сектор по услугите и индустријата. Во периодот од 2000 до 2018 година, учеството на земјоделскиот сектор во вкупниот бруто национален производ е околу 12%, а заедно со преработувачката индустрија на земјоделски производи учеството се зголемува на 16%. Земјоделството значително придонесува кон надворешната трговија. Релативниот удел на извозот на агропрехранбени и рибни производи во вкупната трговија во периодот од 2000 до 2018 се движи во рамки од 16 до 18%. Еден од главните подсектори во прехранбената индустрија е конзервната индустрија, односно индустријата за преработка и конзервирање на овошје и зеленчук, која е важен сегмент од агроиндустријскиот комплекс.